е последната прилика уште еднаш да поразговараме за Центарот за извонредност, кој што оваа власт има намера насилнички да го воведе и да предупредиме за последиците од ваквото законско решение. Во минатата прилика се обидовме да дадеме низа аргументи за тоа зошто ова е погрешно, зошто ова е јалова работа и многу скапо ќе чини Република Македонија, а воопшто нема да ги исполни очекувањата. Но да не биде дека станува збор само за политичко спротивставување, председателот на комисијата, кој што е од редовите на СДСМ, за здравство зборувам, организираше и јавна расправа на која што за среќа се одзва исклучително голем број на еминентни стручњаци кои што многу долги години работат во областа на трансплантационата медицина. И бидејќи резултатот на јавната расправа беше таков каков што беше, а господинот Чибишев како експерт од владеачката гарнитура остана осамен во идејата дека ова е добар проект, денеска само сме во состојба да провериме колку мнозинството се разубедило врз основа на аргументите кои што ги понудија стручњаците. Од она што они го изнесоа, стана јасно дека трансплантацијата не започнува со ВМРО ДПМН во оваа земја, нејзините почетоци датираат од 1976 година, дека е тоа област во која што е вложен исклучително многу труд, време, средства, воспоставени се вредности, постигнати се исклучителни резултати. Сега прашањето е зошто една тоталитарна, една тотално безчувствителна на аргументи гарнитура решава се ова да фрли во вода и да започне од почеток. И тоа е практично таа леснотија со која што овој авторитарен режим се обидува да фрли во вода се што било досега и да започне од нула. Зошто? Заради тоа што во основата на филозофијата на тоталитарните режими е да се изврши пререгулација на сите професии и да се започне нешто кое што треба од почеток да знае значи позиционирање на нивните експерти, вработување на нивното партиско гласачко тело, сечење на црвени панделки од страна на нивните министри, набавување на опреми со провизии кои што подоцна треба да завршат во партиската каса за сметката на ВМРО, ДПМН и така натаму. Значи и после јавната расправа на која еминентни стручњаци кои што со децении се инволвирани во трансплантацијата, но што е најважно што немаат партиска припадност дел од нив, не постои простор за верба дека нешто ќе се промени. Но тоа што тие се охрабрија и дојдоа покажува дека во Македонија започнува ново време. Но пазете, не се охрабрија само оние експерти кои што немаат партиска припадност. Туку против ваквата идеја за Центар за извонредност на трансплантација се произнесоа и членови и експерти од редовите на ВМРО ДПМН, како што беа доктор Петрушевска, доктор Георгиевски и така натаму. И сега се поставува прашањето: зошто наместо функционално да се поврзат во еден заеднички организам постоечките единици кои што долги години вршат трансплантации, оваа власт во нивни манири создава паралелен систем кој што има намера да ги уништи постоечките единици на клиничкиот центар, заедно со клиничкиот центар постоечки, и да се врзе за нивното милиниче 8 септември и таму да профункционира овој така наречен Центар за извонредност. Зошто? Заради позициите на нивните експерти, заради тоа што луѓето со купени дипломи треба некаде да се сместат, заради провизиите за набавената опрема,
заради предизборното пикање на работни места на партиски послушници и така натаму. Јас бив повторила неколку аргументи кои што за жал останаа неслушнати и минатиот пат, а тоа е дека Центар за извонредност не се станува со декрет на влада или по нечија желба, а при тоа не смееме да ги затвараме очите како членови на ова собрание дека заради наредбата да се престане со трансплантации на бубрези на клиниката за урологија, веќе имаме случаи каде се починати луѓе на кои што им беа потребни овие трансплантации, но ете оваа фаза која што насила ја турка владеачкото мнозинство, спремна е и такви жртви да поднесува. Значи, со декрет не се станува Центар за ексклузивност. Понатаму, нејасно е зошто се создава нова лабораторија, иако таква постоечка лабораторија веќе постои и не само тоа, туку незина акредитација согласно стандардите на ЕФИ, Евотек во делот за имунологија, и нејасно е како ова мнозинство само заради потребите на пар нивни партиски припадници на врхушката се спремни дури и цела нова лабораторија да отвараат, но ни на тоа за жал не добивме одговор ниту во минатата прилика кога ова пленарна седница разговараше за тоа, ниту на јавната расправа. На крајот останува да заклучиме дека ВМРО ДПМН отварањето на Центар за извонредност си го разбира практично како едно одморалиште да претвара во хотел со 5 звездички. Тие мислат дека ако ги донесат законите овде и ако потрошат нови 1 милион евра за опрема, преку ноќ со вработувањето на 1-2 нивни експерти, при тоа морам да повторам уште еднаш дека во самиот проект кој што го крие ВМРО ДПМН јасно е исцртан профилот на еден почитуван експерт во пензија кој што треба да застане на чело на Центарот за извонредност, и тука паѓаат во вода сите добри намери и сите оправдувања дека станува збор за честна намера и за вредна идеја. Понатаму станува смешно, особено кога овие аргументи ги разгледуваат експерти, па ни ги посочуваат нам како аматери за оваа област, дека се наведуваат некакви трансплантациони хирурзи, што практично е категорија која што не постои никаде во светот, туку постои категорија на хирурзи кои што се дошколуваат и така се обучуваат за субспецијалисти во оваа област, но не знам кои стручњаци го имаат пишувано овој таен проект на ВМРО ДПМН, но вистинските експерти во оваа област остануваат неми и на терминологијата и на аргументацијата која што овде е понудена. Заради тоа, јас немам верба дека ќе го убедам мнозинството во оваа сала денеска да се одважи и да поверува во аргументите што ги нуди опозицијата и да гласа спротивно од тоа што е нивна партиска наредба, но имам намера во историјата и во архивите на ова собрание да оставам траг дека некој сепак размислувал во насока на тоа дека на Македонија и се потребни добри решенија, а не и се потребни партиски проекти. Во таа насока и заложбата на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз за тоа дека во Македонија постојат и експерти, и обучени тимови, и услови, и опрема, и простории, и изолирани простории на постоечките клиники во Скопје се нешто кое што треба да застане на патот на оваа налудничава идеја да се дуплираат, да се прават паралелни институции и да се уништува нешто што со децении е навистина вреднувано и верификувано не само во Македонија, туку и надвор од неа. Благодарам.